можеме да почнеме. Значи, за среќа, имам еден многу цитат, што сакам да ви го прочитам прво. Исто е од философот Хабард, вика: среќата не е сама по себе емоција, тој е збор кој што означува состојба, а анатомијата на таа состојба е заинтересираност. Видите што убаво. Вели, само по себе не е емоција, тој е збор кој што означува состојба, а анатомијата на таа состојба е заинтересираност. И продолжува, вика: среќата, би можела да кажете, е дека е надминување на непознати препреки кон позната цел. Надминување на непознати препреки кон позната цел, затоа што обично ги знаеме препреките кога идеме на патот до целта. Но среќата е во суштина заинтересираност за нешто. Кога човекот има заинтересираност за нешто, голем интерес кон нешто, кога има ентузијазам кон нешто што го сака, кон луѓе, кон професија, кон што и да е, тој човек е на ниво на среќа. Но човек кој што веќе не е заинтересиран, замислете, имате брачни партнери кои што не се заинтересирани едни за други, тие не се среќни. Затоа што не се заинтересирани за другиот човек. На почетоците на врската, дечко е заинтересиран за девојката, све ќе направи за нега. Она е заинтересирана за него, све ќе направи за него. Сега, зошто се среќни почетоците? Прво тоа што баш го имаме интересот, а интересот буди креативна енергија. И таа креативна енергија која што човекот ја има, која што човекот ја добива, фактички е тоа нешто кое што го прави исто така среќен. Така да гледате, среќата секојаш зависи од нас. Што е тоа што не заинтересирало? Што е тоа што не е интересно? Што е тоа што сакаме да го направиме? Ќе прочитаме нешто многу друго интересно. Денеска, баш кога се спремав за предавањето, сакав да најдам многу поврзано со среќа. И еве ќе прочитам уште нешто. Вели вака. Ова е од едно нешто кое што се вика дали е можно да бидеме среќни, исто од филозофот Хабард. И вика: вистината на работата е дека целата среќа која што било кога ќе ја најдете лежи во вас. Но он објаснува како човекот ја губи среќата. Да се слушнете кога колку интересно. Вели вака: оние луѓе кои што станале несреќни во врска со животот, се несреќни само единствено и комплетно, поради тоа што животот е прекинат да биде правен од нив. Видите, луѓе, ние веќе не го креираме животот. Затоа што животот он зборува исто така само по себе нема цел. И ако ние не му зададеме цел, тогаш нема да имаме фокус, нема да имаме заинтересираност. И ако не му дадеме цел, не можеме да надминеме препреки кои што се на патот до таа цел, за да можеме да ја почувствуваме среќата, ама што е уште поважно, ние не го креираме нашиот универзум, и на тој начин не биваме веќе среќни. Сега, вика, овде имаме единствената разлика помеѓу човечките битија. Имаме човечко битие кој што е несреќно, мизерно и не му оди во животот, кој што е болен и кој што не гледа светлина. Животот го справува, го води, го менува и го прави него. Но се зборува за другата ситуација. Вика, овде го имаме некој кој што е среќен, овде имаме некој кој што е среќен, кој што е расположен, кој што е јак, кој што наоѓа нешто вредно да прави во животот. Што откриваме кај овој човек? Ние откриваме дека тој го креира животот, тој го прави животот. Вика, па сега постои фактички само една разлика. Дали вие го креирате животот или животот ве прави вас. Дали вие го правите животот или животот ве прави вас. Луѓе, ние сме причинител. Ние сме причина, затоа што сме дух. Ние сме духовно битие. Духовното битие, преку своите идеи, преку своите мисли, преку своите визии, наметнува работи врз физичкиот универзум. Значи, духовното битие, преку неговите визии, наметнува нешта врз физичкиот универзум. Сега, кога ние ги имаме нашите цели, нашите визии, нашите идеи, нашите замисли, и тој е тој наш универзум. И кога го имаме тој наш универзум, ни нема равен, поради тоа што сме среќни, поради тоа што сме творци, поради тоа што ние сме кралеви во нашиот универзум.
Ама човек кој што нема сопствен универзум, он не може да биде крал и не може да биде среќен, зошто? Поради тоа што он не контролира. Како ние контролираме? Ние контролираме на тој начин што креираме прво наш универзум. Сте го виделе некое дете кое што е во негов универзум, кога си игра порано ние сите бевме во наш универзум. Сега нема, не знам колку деца се во нивен универзум, искрено, веројатно се, ама тоа се па со компјутерски игрици, со некои социјални медиуми, уствари не се. Пори тоа што, знаете, нас, родителите, кога ќе отидовме некаде на гости, кога бевме мали, така или вие на децата, сега не знам, го нема тој збор, мислам дека не се ни користи веќе, нашите родители ни викаа заиграјте се, нека се заиграат. Што тоа значи? Тоа значи да најдевме интересни работи кои што ќе ни бидат игра. Сега немаш интересни работи кои што ти бидат игра, залепен си на телефон цело време или залепен си на компјутер и му треба геймерска столица, му треба ваква, му треба онака, зашо си искриво, зашо кичмата више му е деформирана, зашо по цел ден седи и он не ја твори играта, затоа што играта го твори него. Ние сме наоѓале начини како да играме. Разбирате, сме играле камај, сме играле жмурки, сме играле едно. Тоа биле многу креативни идеи. Но што ми е поентата? Ние кога ќе сме се заиграле, сте виделе колку сме имале контрола, колку не сме го ни есапеле времето. Времето поминувало, ама тебе не ти значело тоа време, поради тоа што ти си бил толку многу фокусиран на твојата сопствена игра во која што си бил заигран. Сега, исто е со животот, само што ние животот го сваќаме премногу сериозно. Ајде да го цитирам уште еднаш филозофот Хабард, вика, колку посериозно придеш на играта, помалку шанси имаш да победиш. Сега, исто е заигрување со работа, брак, ама сега шо заигрување е брак, кој ќе почне тој да ме критикува, ми прави, или жена цело време наоѓа мани на мажов каран цел ден. Сега не е интересно ако го земеме нештото да биде на сериозно, затоа што сериозноста ја убива креативноста. Сериозноста, ама можеме да бидеме одговорни, а да не бидеме сериозни при тоа, затоа што на тој начин го креираме тој универзум, затоа што ние како старееме, што ни викале, ајде бе, остаја безгрижноста, помина, детството помина, дур си дете си безгрижен си. Ти како старееш, ти мислиш дека мора да бидеш сериозен. И така староста доаѓа, луѓе да ви кажам. Така староста доаѓа, затоа што староста ја повикуваш преку повикување на сериозност, поради тоа што ја мешаш сериозноста со одговорноста. Сериозноста и одговорноста се различни термини. Човек може да биде целосно одговорен и не мора да биде сериозен. Тој човек е се уште креатор на универзуми. Он е се уште креатор на универзуми. Поради тоа што ние кога ќе го искриваме нашиот универзум, во тој наш универзум ние правиме правила. Тоа може да биде универзум на бракот. Тоа може да биде универзум на работата. Ме разбирате, не морате да бидете вие главниот кој што е основал компанијата за да ставите универзум на работа. Не можеш ти да дојдеш на работа и во твојот универзум на секојаш им носиш кафе на луѓето, им кажеш добар ден, културен си со муштериите. Тоа е твојот универзум. Сега, тоа е начинот на кој што ти делуваш. Ме разбирате, тоа е начинот на оперирање. Латински еден убав термин го користат модус операнди, модус е мод или начин операнди е на делување. Модус операнди се користи тој термин или начин на делување. Ти имаш собствен универзум и сега ти тој собствен универзум, тој убав универзум го креираш и ти си во него шампион. Она што се случува е, не си шампион кога немаш собствен универзум, поради тоа што некој те инвалидизирал, некој те критикувал, некој те стопирал, некој те спуштил со емоцијата, некој те го изрушил твојот универзум и од тогаш не си се опрел, поради тоа што за да се опреш себе, мора да го опреш собствениот универзум, затоа што тоа си ти. Ајде уште еднаш да повторам, за човек да се оправи себе, физички, психички, било како, он мора да го обнови собствениот универзум. Затоа што во тој собствен психички духовен универзум ја има енергијата, ја имаш контролата, ја имаш забавата, го имаш фидбекот од околината, поради тоа што и околината е стајана во твој универзум. И поради тоа што околината е стајана во твојот универзум, они ќе ти вратат назад. Назад ќе ти врати. Што ќе ти врати околината? Ќе ти врати околината поради тоа што ти си искреирал универзум кој што ти го имаш направено. Сега, кога ти го имаш тој универзум кој што го креираш, кој што го твориш, кој што го правиш и така натаму, тогаш животот почнува да ти враќа. Сега, што ќе ставиш во твојот универзум? Некојаш ќе ставиш токсични луѓе, некојаш ќе ставиш негативни луѓе и така натаму ќе ти го срушат универзумот, затоа што ќе ти го направат да не биде игриво, ќе го направат да биде сериозно, затоа што
Нема сериозност, луѓе сериозноста доаѓа од сериозни луѓе. Ама ти немој да го купуваш сериозност од тие сериозни луѓе, поради тоа што ќе ти го руинираат, ќе ти го уништат сопствениот универзум. И кога ќе ти го уништат сопствениот универзум, тогаш работата е тешка, бракот е тежок, комуникација со пријатели е тешка, све е тешко, зашто поради тоа што го немаш сопствениот универзум. А сопствениот универзум е фактички развиен како баш еден тип на игра, како ти мислиш дека нештото треба да биде. Што е тоа во кое што ти уживаш? Поради тоа што ако немаш сопствен универзум, ти не можеш премногу да уживаш. А ако го имаш тој сопствен универзум, ти имаш уживање. Уште еден цитат од филозофот Хабард вели: главната честичка на компетентноста е уживање. Главната честичка на компетентност е уживање. Компетентност е да си стручен, но ако ти уживаш во работи, изгледа дека си компетентен поради тоа што имаш уживање. Да ви кажам најискрено, и ова го кажувам многу често на мои предавања, предпоставам дека знаете дека уживам во овие предавања, и стварно уживам во овие предавања кои што ги правам понеделник, среда и петок, и многу уживам во предавањата кои што се лајв, и така натаму, затоа ве поканувам да дојдете на тие предавања, ама поради тоа што ја уживам во нив, затоа што гледате, ако ја не уживам во предавањето, знам дека предавањето нема да е најдобро. И колку повеќе уживам во предавањето, толку поубаво е предавањето, не поради ништо друго, него таа емоција на мој уживање и моја љубов кон предавањето допира до вас и вие ја добивате таа информација како вредна информација и едноставно да на некој начин го сакате вие моето предавање. Ама моето предавање вие го сакате поради тоа што го сакам ја. Сте виделе ли некогаш ако ви текнува на некој професор кој што не уживал во средно или основно, едва и чекал само се заврши со лекцијата, никој не го слуша прво, и второ никој не го разбира, и трето никој не ужива во предавањето, поради тоа што на него му станало досадно, рутина, монотонија, автоматизам, и кога цело време е само автоматизам, тогаш тој твој универзум го нема. Ајде земете брак, кога ќе поминува автоматизам, го нема универзумот. Луѓе, го нема универзумот, поради тоа што нема творечка идеја, нема творечка сила. Значи, прво нешто, каде што ние мораме да се вратиме на тоа постоење, ние да го креираме животот, не животот да не креира нас, поради тоа што преку творење на сопствен универзум, тогаш ние имаме наш универзум и тој физички универзум ти се поклонува тебе, поради тоа што физичкиот универзум он знае дека духот е над материјата. Он знае дека умот е над материјата. Ма се ти, ако немаш храброст со твојот ум и со твојата душа, ти како духовно битие со сопствениот ум, да твориш идеи, да твориш желби, да твориш со тоа нешто, тогаш ти му се повинуваш на физичкиот универзум. А физичкиот универзум е војни наоколу, не знам, вакви онакви ситуации, инфлации, не знам, луѓе вакви онакви, да, затоа што немаш сопствен универзум. Затоа што гледа, у твојот универзум, кога ќе изреш тој твој универзум, нема време за такви работи. Ја луѓе ќе рече, да, ама ти си неинформиран. Што ќе седиш ќе гледаш вести по цел ден? Тогаш дефинитивно ќе бидеш дел од физичкиот универзум. Ти немаш сопствен универзум ако цело време добиваш информации од сервирани работи во околината, значи дека си целосно некреативен. Гледайте, успешните луѓе и тие што се креаторите, играчите, добиваат забава од сопствен живот. Публика добива забава од туѓ живот. Запамтете го тоа. Играчот секогаш добива забава од сопствен живот. Публиката секогаш добива забава од туѓ живот, затоа што публика нема свој универзум. А што е интересно, публикава па е нескромна, она па све знае. Кај нема сопствен универзум, кај нема што да прави, кај нема храброст да отстапи надвор од комфорт зоната, таму они све знаат. Тоа е парадоксот, они све знаат таму, све знаат најдобро за сите. А тој кој што е творецот, кој што се бори, кој што се, тој е скромен. Тој да му даеш корекција, он ќе ја прифати таа корекција, затоа што он е во филмот на дај да го направиме животот подобар, но не можеме да го направиме животот подобар за никој, ако пред се не го направиме животот подобар за нас, ама ако го направиме подобар за нас преку креирање на наш универзум, ние го правиме животот подобар за другите луѓе, поради тоа што ти ги ставаш тие луѓе во твој универзум на креација. И се, ако ние го ставиме тој универзум околу нас, замислете како еден балон, и во тој универзум ги има вашите правила на љубезност, на креативност, на добро, на убави комуникации, на грижа за сопругата, за грижа за децата, за грижа за општеството, не знам, што и да сакате, помагате хуманитарно и така натаму. Луѓе,
Немате гајле. Животот е ваш. Вие го држите него на дланка. При тоа што ти си животот. При тоа што ти си животот. И ако го немаш тој креативен универзум, и ако го немаш искреирано тој универзум, она што се случува е почнуваш да зависиш од интересни работи кои што ти ги сервира околината, а тогаш ќе се преплашиш поради тоа што околината која што сервира работи, имате околина која што сервира работи, кои што и они не се нивниот собствен креативен универзум, не може да бидат најдобри информации кои што ги добиваш. Овој си истепал со тој направил, тој овој убил не знам луѓе, овој направил ова, глупости невидени. Овој се претепал со комшијава, таткови и мајкава, не знам, се скарале заради детето. Не креативни работи, мислам, тоа се креативни работи, ама на глуп начин. Сега, ако ние развиеме наш универзум, и ако тој наш универзум го обоиме со прекрасни бои, ја насликаме неговата слика, со други зборови, играме со мислите, со мечтите, со целите, со визиите, со плановите, за да го поробиме животот, така да кажем, односно да го едноставно да го реализираме тоа што сме го замислиле, да го искриваме ефектот кој што сакаме да го направиме. Тогаш сме во наш собствен универзум и во тој наш собствен универзум сме безбедни и си имаме среќичката. Ја тоа сум го зборил, повторно ќе го кажам. Видите, сте виделе ли некогаш кампер кој што се вратил од кампинг, да се жали и да мрчи како не добро поминал на камп? Ја не сум видел таков човек. Ама сум видел луѓе у хотел 5 звезди, 6 звезди море, all inclusive, ваков, онаков. Тој мрчи цело време. Зашто? Затоа што тој е некреативен во тој all inclusive хотел. Затоа што он само доаѓа среќа, добија среќа од јадење, од препивање, од не може више да пие јаде, ама ај all inclusive, викај ке јадам, гага е. И сега он е издоминиран од универзумот на тој кој што е креаторот на тој хотел. Знаете, креаторот на хотелот он оставил универзум. И се ти си влегол во тој универзум, не дека е лош, да се разбереме, некоја ще треба така. Ма сакам да кажам, кога сте креативни на кампинг, ќе отидете некаде, ќе отидете у шума, ќе отидеш у планина, тој не се жали. Тој кој што има викендица, кој што треба да ја фарва, треба да ја дотеруе, треба, не знам, бавчата да ја направи. Тој никогаш не мрчи, затоа што тој има негов универзум, со кој што го доминира, не знам, планинскиот универзум кај да е, или, не знам, Охридскиот универзум, или Морскиот универзум. Ама мораш да имаш тој универзум. Затоа што кога видиш деца на камп, ти имаат слобода. Порано ние сме играле фудбал во камп, сме играле одбојка, сме играле тенис, ке наприш, ке се заиграш. Интектно ја живее во Бутел. Тоа е населба малку на периферија од Скопје, ама преубава. И имавме улички, таму имавме кош, имавме тениски терени, имавме све игравме. Ме разбирате? И сега, тоа е заигрување, затоа што го користиш просторот на физиката, тоа е физичкиот универзум, таму имаме патишта, имаме коли, имаме автомобили, имаме маж, жена, имаме деца, имаме канцеларија, имаме шеф и така на. Тоа е играта. Ама како ти ќе играш зависи од твојот универзум, зависи од твоите правила. Ако ти не искриеш твој универзум во однос на играта која што ни е дадена како свет на постоење, зашто родени сме на планетава Земја, тоа си игрите на планетава Земја. И сега, ако ти не се заиграш на игра на планетата Земја, ако не се заиграш, нема ти биде интересно. И што ќе правиш? Ќе правиш да кенкаш, ќе почнеш да гњавиш, како деца, сте виделе порано незиграно дете, само ќе ги дзивка неговите, ај да си одим, ај дома ми се иде, ќе заспи у кола. И сега, гледате, ако он се заигра, така и на планетава Земја. Сме се зиграле, а ако не сме зиграни, да не збориме, да не се жалиме. Затоа што не сме зиграни. И сега, секој еден може да се заигра во Саше Панчевски, во Живко Брајковски, баш така. Во Живко Брајковски човек може да се заигра, може во спортската сала се заигра, може да се заигра во училишниот двор, први љубави и така натаму. Тоа е све игра околу тоа школа. Така да, мојот ми е, секој човек мора да се заигра на планетава Земја. И ако не си заигран во собствен филм, и ако не си заигран во собствен универзум, и ако не си заиграш на начин на кој што треба да се заиграш, тоа ќе ти биде тешко. Затоа што не си се заиграл. И едноставно е. Само немој да го гледаш сериозно, а гледај го одговорно, затоа што колку поише си заигран и со свој филм, ама у тој филм па немој да мислиш дека нема да има ни еден проблем.
Абе, ки имаш и тешки вработени, ки имаш и тешки комуникации со луѓе, ки имаш и проблеми вакви, ки имаш проблеми со нарачка, не знам на царина не ти стигнале едно друго. Абе, еден куп работи ки имаш како проблеми. Ама луѓе, проблеми мора да има. Некојаш луѓе кај дојдат кај мене на консултација, сакам да немам проблеми. Човек му викам не е возможно. Може само да ги сменам глупиве проблеми за поубави проблеми, затоа што имаш глупи проблеми. Ако не си заигран за уигра како што е, тоа ќе имаш и глупи проблеми. Само мораме да направиме трансформација од глупи проблеми у конструктивни проблеми. Зашто замисли сега ти треба да одиш да отвориш фирма некаде надвор, не треба да отидеш некаде некое патување, не треба да отидеш на некое качување на некој планина, не треба да отидеш на некој рафтинг на некоја брза река. Абе ти имаш проблеми, како да го најдеш ова, кај да се сместиш таму, не знам, тренинг, подготовки. Што и да ти треба, ти ки имаш проблеми, ама си у сопствен универзум, затоа што го раководиш животот преку сопствени идеи. Заигран си. Луѓе, има многу луѓе кои што им е досадно, не се заигруваат со конструктивни цели и без врска умот ќе им најде глупости, како беше цитатот, ако на умот не му даеш занимација, он ќе ти најде секирација, тоа е мој цитат, и точно е, ти ако не му даеш занимација, немаш среќа, немаш интерес, немаш состојба. Да прочитам уште еднаш цитатот од филозофот Хабар за среќа, вика среќата не е сама по себе емоција, тој е збор кој што означува состојба, а анатомијата на таа состојба е заинтересираност. Среќата, би можела да кажете, е надминување на непознати препреки кон позната цел. И сега, ако имаме ние цел, тоа е универзумот што го зборам ја цело време, зашто си заинтересиран, твоја игра. Ќе ги надминеш сите тие препреки, ќе ти биде кејф, ќе бидеш среќен. И она што е интересно, ти имаш контролата само во сопствениот универзум и тоа на многу убав начин. Поради тоа што сте виделе жена која ќе му одземе контрола на маж во неговиот универзум, маж кој ќе одземе контрола на жената на нејзиното, не е среќна, мажот не е среќен, немаат контрола. И тогаш контролата се сведува на тоа он да ја контролира неа негативно или она да го контролира него негативно, затоа што ако на човек не му го даете универзумот каде што он има среќа, има позитивна убава контрола, и ако го нема тој универзум, и ако некој му го одземе тој универзум, он ќе сака да ви го одземе вашиот универзум. И на крај што прват луѓето? Наместо да си помагаат еден со друг да изградат подобри универзуми или заедничко да изградат најубав универзум, они си го рушат универзумот. Женава ќе им го сруши универзумот на мажот со другарите, со тенисот, со кошарката, со гледањето спорт, со идењето у Белград на Звезда Партизан кошарка да гледа. Човек да ќе му го сруши сонот. Мажот после што ќе направи? Абе, ќе дојде роденден на мајки, нема да отиде, ќе закасни полунамерно, полуненамерно, свесно, несвесно. И што прават? Си го бушат универзумот еден на друг. И проблем е кога едноставно не се поддржуваме веќе. Затоа што ја нема веќе заинтересираноста. Ја нема веќе ајде да ти помогнам твојот универзум да го направиш. Тоа е партнерство. Он има свој универзум. Имате заеднички универзум. Тој заеднички универзум, едниот еднаш креира, другиот друг пат креира. Но кога едниот креира, ти му помагаш. Кога првиот креира, ти му помагаш. Ти си ко-креатор на креаторов. Тоа е убавината. Си помагам еден на друг, да си го направим универзумот да биде поубав. Заедничко универзум. Македонија заедничко универзум. Ама треба така да го разбереме дека е заедничко универзум. Ама тоа е ниво на свесност. Сега ако имаш помалку свесни луѓе, они си гледаат само за сопствен универзум, или ајде да не речеме за сопствен универзум, некојаш си гледаат само за сопствени интереси, и тука е проблемот. Мораме да гледаме не само за интересите наши, поради тоа што нашиот универзум во себе треба да има и помагање на другите луѓе да направат нивни универзум, затоа што така правиш лидери. И ако ти помогнеш другите луѓе да изградат сопствен универзум, ти си направил лидери. А мислам дека тоа е најважно. Родителите да направат нови лидери преку децата. Мислете, сонот и универзумот на тато и мама е, кои што се конструктивни, креативни битија, го подобруваат општеството, да направат лидери, да направат деца, кои што ќе ја продолжат мисијата да ја направат планетата Земја подобро место на живење. Колку убава цел би било тоа. Да им помогнеме на децата да направат карактеристики кај нив, точка на гледиште и свесност толку висока, да има на кого е препуштена планетава Земја. Затоа што имаше едно видео, пред некој време го гледав на социјалните медии, има човек паднал на железничка станица некаде. Никој од младиве не го гледа да му помогне, сите го сликаат, постар човек се наоѓа, он го вади надвор од
од шините, ама оно станува на шината, доаѓа друг воз, него ќе го удри за малку, иде друг стар човек, му помага на другиот стар човек, затоа што изгледа дека со сите овие социјални медиуми, кај што луѓето стануваат зависни од тоа да немаат собствен универзум, изгледа како да планетава не е остајана во најдобри раци, ама тоа звучи песимистички. Така да целата идеја на нас, и моја, и ваша, сум сигурен, е да им пренесеме мудрост и знаење на деца, затоа што децата треба да ја пренесат нашата одговорност или да ја продолжат нашата одговорност во градење на поубав свет. Затоа што иначе ништо не сме направиле. И ќе ви кажам една работа. Која што е многу интересна. Дете, која ќе види дедо и баба, особено дедо и баба, ова е моје наблюдување, можеби не се согласувате со него, можеби кај нас не е вака. Кога имате некој дедо и баба, кој што се уште има мудрост, кој што се уште има собствен универзум, колку и да го има, старењето е фактички губење на собствениот универзум, но тоа е одлука. Дедови и бабава, која ќе почнат, имате дедо или баба, која што ќе даде мудрост на внукот или на внуката, внукот и внуката таа баба многу ја сакаат и ја слушаат, вака тинк. Сте виделе некој професор у средно основно кој што бил мудар, абе ќе ни дава некоја мудрост. Ние инстинктивно знаеме дека треба да го пратиме тој човек, затоа што таму има мудрост. Сега и децава и внуциве обожаваат дедо и баба кој што има мудрост и кој што им ја дава мудроста. Абе една реченица ќе каже дедо и баба, ама ти знаеш, тој што е мудар дедо и баба, тој има многу добра конекција и релација со внуците. Интересно е, затоа што децата се уште кореспондираат на мудрост. Деца кореспондираат на мудрост. Да ви кажам, ја многу работам со деца, ќе дојдат родители со нивните деца заедно. Родителите ја и деца збориме. Децата секогаш сакаат мудрост, која ќе им ја представиш на нивни начини, да им е јасна. Обожаваат мудрост. Децата не се глупи, децата се паметни. Децата сакаат мудри луѓе и сакаат мудрости. Ама не сакаат сила, не сакаат непотребна контрола, неубава контрола и така натаму. Децата сакаат мудрост. Но таа мудрост мора да биде и мудроста и во изразувањето, и мудроста и во начинот на пренесување на таа мудрост. Ама дали сте виделе, еве вие можеби сте имате дедо и баба кои што биле мудри, кои што се уште ги цитирате, и ви кажувам дека со тој дедо и баба сте биле многу поврзани, поради тоа што мудроста на постарата личност ве врзувала за таа личност. И веројатно таа личност се уште ја зборите, можеби умрена, многу години, ама таа мудрост на таа личност се уште се наоѓа во вас, со други зборови таа личност се уште живее во вас, поради тоа што пренела мудност и пренела заинтересираност. Мудрите луѓе, особено постарите луѓе, се преубави луѓе со кои што треба да комуницираме. Ако не комуницираме со тие луѓе, тогаш ние го трошиме за џабе коегзистенцијата со нив. Имаме толку многу да научиме од мудри стари луѓе. Земете со некој дедо и баба и само кажем некоја мудрост и само слушај што ќе ти каже. Тој човек целото тоа 70-80 годишно постоење ќе ти го склопи во една-две реченици кои што дури е толку јако и едноставно да прво на почетокот не го разбираш, ама кога идеш дома ќе рече бе човеков што ми кажа, или ќе го разбереш после 3 дена. Ама секогаш кога имате мудри луѓе, мудрите луѓе секогаш имаат преубава комуникација со луѓето околу нив. Старост е избор. Немаме собствен универзум. До вас е. Немојте да прекине животот поради тоа што луѓево некојаш ќе речат бе 60 години, 70 години помина нашево децава. Немојте да живеете индиректно преку деца. Имате мудрост. Вашата цел мора да биде да ја пренесете мудроста на нашите внуци, поради тоа што тие се наредниот ешалон кој што треба да ја оправи планетата Земја. Значи треба да направиме способни лидери кои што ќе бидат одговорни, кои што нема да гледаат само телевизија, односно не гледаат веќе телевизија, тие гледаат телефони. Некој ќе ми каже жарете, гледаме на телефон. И јас знам дека ми гледаат левовите, а имам и телевизиска емисија. Немојте да потфрлиме на тој начин што нема да ги едуцираме поколенијата кои што доаѓаат после нас, поради тоа што нашата должност е да ставиме мудрост која што ќе одекнува низ вековите преку делата на нашето потомство. Имајте убава вечер, се гледаме повторно во среда. Чао!